Така, се надевам дека сега тонот го средивме. Ова на крајот ќе морам да го исечам, да го едитирам, затоа што луѓето што ги гледаат ваквите подкасти подоцна, кога ќе видат дека на почетокот нема тон и се разочаруваат и не го гледаат подкастот, ме изненадуваше, значи тоа што многу луѓе влегува во стримингов и потоа се откажа дека немаше тон. Благодарам на Светлана Петрушевска што ми извести дека нема тон, затоа се овие вакви мали воведи во кои што се прават техничките усогласувања. Значи сега се слушаме. Повторно, здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Она што сакав да ви го кажам е дека деновиве правев еден есеј, и есеите, како што знаете, се делумно подкрепени со извори, се прават цитати, но на крајот на краиштата се еден вид на субјективен поглед на работите, значи не е апсолутна научна вистина во тој смисол. Од друга страна, сите ние имаме право на свое мислење, сите ние имаме право на свое гледање на нештата, на исчитување на одредени списи, записи, текстови и така натаму. Така што, за оние кои што со мене ќе полемизираат дали ја кажувам вистината или не ја кажувам вистината, од моја гледна точка ја кажувам вистината. Од гледна точка на секој од вас е потребно, нели, да размислувате со собствена глава и да ги донесете вашите заклучоци. Она што го гледате во четот каде што пишува Goal Created, значи цел за овој подкаст, значи еден символичен придонес за сите оние кои што се во состојба, значи поставено на една буквално символична сума од 2 евра. Така што тоа го оставам на вас. На крајот на овој подкаст, како што ми е пракса во последно време, темата која што ја обработувам во ова слободно видео за сите гледачи, ви нудам и еден малку поексклузивен пристап, значи илустрација на тоа што го говорам во овој подкаст, значи во оваа емисија, ќе биде представено во едно дополнително видео кое што ќе оди директно после ова и е направено само за членовите. Зошто го правам ова? Затоа што има една поголема група на луѓе кои што со месечни придонеси за овој канал ме поддржуваат целото ова време. Има некои луѓе кои што имаат, значи, повеќе од година дена, точните месеци не ги знам, но се во долг период поддржувачи на каналот Татончо. И благодарение на тоа јас сметам дека со креирањето на овој со оваа ексклузивна содржина им се одолжувам. Ми доаѓаше да кажам контент, ама затоа што нели многу пати работите што ги апсорбираме од интернет доаѓаат на англиски јазик, се трудам, значи, сите работи да ги кажувам на што е можно по чист македонски јазик. Овие странцизмите во суштина никогаш не ми биле првиот избор за зборови. Секогаш сум барал ако има македонска замена. Се употребуваат зборови како like, subscribe и одредени онлайн и слични работи кои што се влезени во сеопштиот речник, затоа што сметам дека ако ги кажам македонските варијанти, многу пати може да се случи забуна, затоа што верувам 90% или повеќе од 90% од нас ги користат на англиски јазик. Бидејќи звукот е во ред, јас не би сакал многу да должам, го имам како текст и тој текст ќе ми овозможи полека, значи да ви го представам. Од време на време ќе правам паузи помеѓу одредени делови на текстот, ќе го погледнам четот. Доколку сакате да ми поставите прашање, направете го тоа тагирајќи ме, значи Татончо со мајмунче и ставајќи прашалник на крајот, за да знам дека тоа е прашање кое што треба да го одговорам. Значи за сега во четот ги гледам Гоце Аџиевски, поздрав Гоце, и
Светлана Петрушевска, благодарение на која што видов дека тонот не работи. Значи, разбирањето на историските настани може да биде едноставно и линеарно како што е представено од историските учебници, но и на начин на кој што јас го нарекувам форензички. Значи, форензички е она како испитувањето во судска медицина, кога имаме тела кои што треба да се испита причината од кои што се починати. Првиот начин секако подразбира восприемање и прераскажување на наративот како да е убава приказна, која треба да не разоноди, додека другиот подразбира мултидисциплинарно испитување на причините и последиците на историските настани и од тоа донесување на соодветни заклучоци. Со вториот метод се открива метатекстот на историјата, односно се исчитува она што всушност не е запишано во приказната, но се содржи во закономерностите кои формираат образци на повторување. Во епот Атрахазис, и овој еп знаете дека го имам спомнувано на илјадници места низ моите видеа, значи во овој еп на повеќе места се спомнува гневот на богот Енлил, кој едноставно не може да го поднесува човештвото и заради тоа во циклуси од неколку стотици години на човештвото му праќа болести, елементарни непогоди, разни видови на оружје за масовно уништување кои што ги употребува против човештвото и конечно потоп. Од друга страна, братот на Енлил, богот Енки, е тој што во сите митолошки представи од Месопотамија го потпомага човештвото во надминување на овие катастрофи наметнати од неговиот брат. Овој Енки е мала дигресија, овој Енки ќе биде после модел и на богови како што се, односно митолошки ликови како што е Прометеј, кој што се смета дека е тој што го дава огнот на човештвото. Ова е секако текст кој се води како митологија, иако има паралели со други текстови, во прв ред Библијата, каде се повторува истиот образец за делумно уништување на човештвото. Во Библијата го имаме само потопот, додека Атрахазис зборува за серија на уништување, по кои самото човештво почнува речиси од почеток во обновувањето на своето постоење на земјата. Во претходните видеа укажав дека Homo sapiens е корисно животно со одредени карактеристики кои му возможуваат да биде добар слуга. Овде велам слуга за да не го употребам зборот роб. Слуга на други поразвиени суштества во споредба со него. Исто така укажав дека има одредени подгрупи во самото семејство Homo sapiens, кои се всушност хибриди меѓу Homo sapiens и оваа боговска раса. Затоа ни говорат сите митологии со своите така наречени полубогови, како и заедничкиот стих на Битие и книгата на Енох, каде јасно се кажува како синовите Божи општеле со керките човечки и тие ми раѓале деца. Библијата оди и чекор понатаму и вели: тоа се силните луѓе прочуени од старото време. Со други зборови, хероите на антиката, полубоговите како Ахил или Гилгамеш. Толкуму овие хибриди во одреден период од времето го наследуваат владењето со земјата кој претходно го имале боговите кралеви. Затоа и за од Бога даденото право за владење ќе зборуваме повеќе во второто видео наменето само за членовите на каналот. Размислувајќи во кој правец би одел животот на една домородна заедница, да речеме едно типично македонско село во минатото, без да има надворешни влијанија, значи размислував во овој контекст како би изгледало низ текот на времето. И се запрашав дали во текот на вековите начинот на производство на храна технолошки ќе се унапредува. Дали сите алати полека ќе преминуваат во машини и технологија. Дали запрежните коли ќе еволуираат во парна машина или автомобили. Ми се чини дека природата на човекот е духовна,
и дека природно човек работи онолку колку што му е потребно за да ги задоволи основните потреби за храна, облека, живеалиште. Во остатокот од времето природно се посветува на пеење, играње, раскажување приказни, набивањето едно со природата. Неприродно делува постојаното унапредување на технологијата која за врвна цел го има експлоатирањето и уништувањето на природните ресурси. А сепак, како во минатото, така и денес сведочиме периоди на технолошки исчекори напред кои радикално го менуваат начинот на живот, но и начинот на кој човекот сам себе се истребува. Форензички гледано, сите големи исчекори на цивилизацијата и културата се случуваат непосредно по големи катастрофи кои за дотогашното човештво значеле крај и речиси комплетно истребување. И овде нема пак да се навратам на катаклизмите кои се опишани во Атрахазис, туку ќе ви споменам примери кои се добро документирани во мејнстрим историјата, значи нешто што верувам на повеќето од вас кои што сакате историја ви е познато како феномен. Крајот на бронзеното време, бронзеното доба, било исполнето со редица на цивилизацијски значи крајот на бронзеното доба, ова е времето кое што го обработуваме сега. Бронзеното доба било исполнето со редица развиени цивилизации, развиена трговија и процвет. Но, комбинацијата на редица катастрофални настани, како суша и заладување на климата што оневозможило жетва низа години, на што се надоврзуваат внатрешни незадоволства и појава на морски пирати познати како луѓе од морето, кои со нивните ограбувања дополнително допринеле за урушување на овој дотогаш развиен период. Пропаѓањето на цивилизациите од бронзеното време представува глобален ресет кој ќе ги постави основите на новото и супериорно железно доба. Поентата овде е дека преминот не е спонтан и мирен, туку се случува по цена на големо разорнување и жртви. Чумата на 14-тиот век. Бубонската чума од 14-тиот век е една од најстрашните болести забележани од човештвото. Иако не се знае точно од каде доаѓа оваа болест во Европа, сепак се смета дека тоа се случува преку трговските бродови кои доаѓале од далечниот исток, при што еден од бродовите не го почитувал правилото за 40-дневно укотвување на пристаништето пред да почне истоварувањето на луѓе и стоки. Правило кое во тоа време било единствената позната превенција од заразни болести. Дури ден денешен, од ова правило ни е познат зборот карантин, што означува 40 дена. Денес причинителот на бубонската чума е добро познат и се лечи со вообичаените антибиотици, со оглед на тоа дека станува збор за бактериско заболување. Но во 14-тиот век оваа болест ја има покосено речиси половината од целокупното население во Европа. На ова се надоврзува и малото ледено доба што се има случено во тој 14 век, што исто така допринело да болеста биде пропратена со глад. Периодот што следи е дотогаш невиден раст и сеопшт процвет кој ние денес го знаеме под името Ренесанса. Во Ренесансата не беа само создадени едни од најубавите уметнички дела, туку промената во секој поглед беше толку радикална, што ми се чини дека и ден денешен таа промена во парадигмата е основа на развојот на оно што ние го нарекуваме западна цивилизација. Во Ренесансата се напушта 1000 годишниот теоцентричен концепт, кој му го отстапува местото на хуманизмот, во кој човекот е во центарот. Ова антропоцентрична филозофија допринесува и за ослободување на целокупниот човечки потенцијал, во научна, уметничка и генерално креативна смисла. Во овој период човештвото ги доби како трајно цивилизацијско наследство делата на Данте, Бокачо, Сервантес, Макијавели, Шекспир, Милтон, Леонардо, Микеланджело, Брунелески, Ботичели, Вазари, Џордано Бруно, Галилео, Коперник. Листата би пополнила една голема книга.
Втората светска војна. Втората светска војна е врвот на западниот империализам, кој се претвори во масовна кланица. Официјалната бројка на жртви е 60 милиони, но ако се земат во предвид и сите индиректни жртви и сите незнаени жртви кои што не се влезени во статистиките, секако бројот е поголем. Вознемирувачки е фактот дека оваа војна е врвот на пола век лудило во кое големите сили се надпреваруваа за технолошка супериорност, за присвојување на ресурси, при што на социоекономски и политички план беа експериментирани сите можни изми – фашизам, нацизам, комунизам, но и привидните демократии кои зедоа учество во овој крвав пола век. Бидејќи ова време е многу блиско до нашето, дури не можеме да не си го поставиме прашањето: дали сето ова уништување имаше смисла? Сепак, годините непосредно по Втората светска војна се години на еден невиден оптимизам, на една речиси детска безгрижност, време во кое се раѓаше бејби бум генерацијата. Во тоа време сите паметат како тоа време сите го паметат како време на неверојатен прогрес, технолошки и економски. И ако погледнеме суштински, се чини дека денес ги живееме последните години на тој последен бран на поствојниот раст. Кризата е овде. И ако залетот што Западот го имаше во Ренесансата траеше неколку векови, би рекол до Француската револуција, овој пат тој убав период траеше едвај неколку децении. Сега доаѓаме до наше време, каде што го имаме големиот ресет. Големиот ресет каде што образецот се повторува. Во мојот животен век има неколку години кои стојат запишани како историски. Првиот голем настан што го паметам беше хаваријата на нуклеарната централа во Чернобил 1986 година, во тогашниот Советски сојуз. Подоцна падот на Берлинскиот зид во 1989 година. 1991 година Македонија стана независна. 2001 година во Македонија и 11 септември рушењето на кулите близнашки во Америка. Значи 2001 во Македонија имаше војна. 2008 година е големата финансиска криза. Ми се чини сите овие години настани се подготовки за промената која долго е подготвувана и која треба да се случи. Кон крајот на векот едно ново технолошко откритие почна да го менува светот. Интернетот, таа глобална мрежа за која никој не се прашуваше чија е, која има создадено и со која цел, почна да го освојува светот со своите радикални промени што ги носеше во себе. Само една работа ќе споменам овде. Ако претходно едно писмо требаше да патува со денови и недели за да стигне до некој далечен дел на светот, интернетот тоа време го скрати на дел од секундата. Промените беа молневити. Старите професии почнаа да изумираат, но двојно или тројно повеќе нови се појавуваа. Дури и детските игри и забава се променија со интернетот. А кога интернетот од компјутерите почна првин да навлегува во мобилните телефони, а потоа и во се што значи технологија, од телевизори преку автомобили и сите апарати во домаќинството, тогаш се појави терминот Internet of the Things. Со овој нов бран на интернетот, почнавме да чувствуваме како интернетот сраснува со нас, а новите технологии ги задоволува и најбизарните потреби што оваа технологија може да ги создаде. Пример, водоотпорни телефони, за да може да се биде на интернет во када или под туш. Таквото сраснување со технологијата преку сите дополнителни уреди кои го носат префиксот смарт изгледаше забавно и за наше добро. Се до годината која за сите нас значеше пресврат и отпочнување на нов циклус, а годината е 2020. Ковид пандемијата не беше ни првата ни најстрашната пандемија со која се има соочено човештвото, но беше првата во која видовме унифициран пристап на целата планета. Локдаун и сите можни ограничувања ќе беа невозможни
без интернет технологиите, кои од една страна не бомбардираа со информации за заплашување и пропаганда, додека од друга страна го отапуваа чувството на загубеност, односно заробеност, преку сите можности за комуникација кои ги скратуваа растојанијата помеѓу нас. Сепак би рекол, радост од скратувањето на времето со кое имејлот ја замени класичната пошта, нам на слободарските умови ни застана во грло како тврд залак во моментот кога ни ограничи слободата. Во 2020 година свативме дека ѓаволот ја однел шегата и дека слободниот интернет од почетокот на 2000-тите сега е веќе моќна машинерија за цензура и ограничување на протокот на идеи. Во оваа забегана година видовме како некои самопрогласени центри на моќ не ја кријат намерата за катастрофално, односно катастрофично завршување на претходниот циклус и отпочнување нов. Не само што не го крие, толку и му дадоа едно очигледно име. Големиот ресет. Овој ресет е во тек. Трае додека ние зборуваме, додека се случуваат овие подкасти, додека сме тука на интернет. И можеби гениалноста овој пат се состои во неосетноста на процесот. Фактот дека со војната во Украина официјално престанаа сите ковид мерки не значи дека агендата не се спроведува. Во овие неколку постпандемиски години сведочиме омасовување на најновиот крик на интернет технологиите, вештачката интелигенција. Оваа технологија според мене најдобро го отелотворува архонскиот принцип. На крајот ќе ви кажам збор два повеќе за овој архонски принцип. А тој принцип е огромната моќ на создавање на комбинации од досега достапните идеи и податоци, но нула, нагласувам нула креативност за нешто ново. За жал, една човечка карактеристика која добро се комбинира со вештачката интелигенција е мрзеливост. И токму таа човечка карактеристика е во основата на омасовување на оваа технологија. Ако во Атрахазис и Џиџи беа ослободени од тешката работа со создавањето на совршениот роб, човекот, вештачката интелигенција и хуманоидните роботи би требало да го направат тоа со човештвото, нели? Благородна идеја, да не заменат нас во работењето на работи, а ние да бидеме слободни. Дали ќе биде така, останува да видиме. Мојот страф е дека со станувањето непотребни, големата маса на луѓе ќе почне сама себе да се самоуништува со пороци, нездрав начин на живот, лоша медицинска грижа и секаква форма на декаденција, така што големиот ресет ќе биде протнат како нормален и спонтан развој на човековото општество. Не зборувам овде за комплетно уништување на човештвото, зашто нашата уникатност не може да ја замени ни една машина. Но постоењето на еден дистописко, футуристички свет, на една одбрана елита и технологија која ја одржува во живот, ми е многу веројатно. Во видеото кое што ќе биде само за членовите на каналот, ќе зборуваме за овие елити, кои се тие елити кои го владеат светот и илјадници години наназад, кои се образците на повторување од митологиите до модерните настани и како сето тоа е поврзано со искажаното во ова видео. Би сакал да ви кажам сега за она што го реков архонски принцип, значи тие што ги имаат гледано моите видеа за кои што се поврзани со гностичките теми, значи архонтите се тие ентитети кои што се во директна врска со така наречениот демиург, односно креатор на овој физички свет, и бидејќи во нивната природа немаат ништо креативно. Сето тоа што го имаат создадено, значи се оно што го знаеме како физички свет, го имаат направено како имитација на некој посовршен свет. Се оно што го гледаме ние е само згусната физичка материја на некој образец кој што постои некаде на некој повисоко ниво. Многу ме на тоа го нарекуваат акаша, свет на идеите и така натаму, но предпоставката е дека се постои како идеја таму и дека после се манифестира тука.
врската со тој креативен свет за некое огромно чудо или среќа ја имаме ние луѓето. На многу чуден начин ја имаме ние луѓето. Додека овие архонти и целата таа архонска структура функционираат на начин на кој што ги крадат идеите од луѓето, ги земат идеите од луѓето, ги извртуваат, создаваат варијација на тема, но тие идеи никогаш не се нови. Туку едноставно моќта за создавање на нови варијации на тема. Затоа тоа го споредувам со вештачката интелигенција, која што доколку ги нема различните бази на податоци кои што се достапни на интернет, незиниот алгоритам ќе биде немоќен. А се она што го наоѓа на интернет се креации на човекот. И таа не може да создаде, да измисли нешто ново ако не се потпре на веќе постоечките образци. Дали е тоа поезија, дали е тоа слика некаква, дали е тоа некаков физички закон. Нема нешто да речеме дека еве ова е измислено со помош, односно го има измислено вештачката интелигенција. Оние луѓе, научници, уметници, креативни умови кои што ја користат вештачката интелигенција, единствено себе си помагаат да го скратат времето кој што е потребно за создавање или пребарување. И тоа е една, според мене, сосема во ред и сосема нормална употреба. Но тенденцијата да се создаде свет во кој што одлучувачката улога ќе се предаде во рацете на таа вештачка интелигенција. Демек, машините не грешат додека луѓето грешат, а машините се производ на луѓето, се ставаме себе си во состојба да бидеме да се затвориме себе си во еден дигитален затвор каде што нашите стражари ќе бидат машини кои што ние сами ги имаме создадени. Затоа велам архонски свет во кој што само се имитира. Така што и да создавате, што и да креирате, потпрете се на вашата, на хуманото во вас, човечкото во вас, на вашата креативна визија. Многу пати дури тргнете се од дигиталните технологии, обидете се на парче хартија да ги запишете вашите идеи и да ги пресликате во она што значи реалност. Без разлика што правите, дали правите видеа како мене, дали пишувате поезија, проза, дали преведувате, дали сте истражувачи, дали сте, можеби сте обични мајстори, автомеханичари, дзидари, што и да е. Значи, крајот на примената на овие нови технологии нема ограничување. Но од друга страна, постојано велам, технологијата е добар слуга, а е лош господар. А овие елити за кои што ви зборувам јас, кои што водат од време на време, значи во рок од неколку милениуми, значи премина од бронзено во железно доба, поминале многу векови во кои што цветало тоа бронзено време, па цветало после железното, и како тие циклуси изминуваат, секогаш на крајот од тие циклуси се случува некој катастрофален настан кој што прави еден вид рестарт. Застрашувачкиот факт е дека како се доближуваме до модерно време, тие циклуси стануваат се пократки временски. Затоа на крајот завршив со Втората светска војна, која што се има случено пред само 80 години. И ние гледаме дека сме на некој начин на работ на некој таков нов катастрофичен настан, дали би било тоа некоја нуклеарна апокалипса, што и да е, и почнуваме да располагаме со технологии кои што стануваат многу поголеми од нас во смисол побрзи, поефикасни. И на едно место прочитав дека ако
мислите дека вашата професија не е загрозена, од кои причини да е тоа, вели не е така само што се уште не ви го имаат врачено отказот од работа. И сега никој не размислува како да се постават правните основи, како да изгледа светот на иднината, каде што буквално сите познати типични работи, дали е тоа такси возач, дали се тоа моляри, дали се административни работници, келнери, готвачи и слични работи, значи од најразличните професии, се буквално ќе биде заменето со алгоритми и машини. И повторно велам, ако тоа се направи за ослободување на сите нас, е во ред. Но ако се направи на начин кој што јас го прогнозирам, а тоа е да обичниот човек биде препуштен на една декаденција на безделничење, во која што самоуништувањето ќе биде спонтан процес, тоа веќе загрижувачко. Без разлика дали ќе воведат универзален приход или нема да воведат универзален приход. Небитно, ако во умот, во духот на повеќето луѓе не постои нагонот за создавање на вредности, ако се нема желбата да се стане рано наутро и да се сработи нешто во тој ден, без разлика дали ќе примеме плата за тоа или не. Затоа што човекот е вистински човек само кога има некаква смисла за постоењето, некаква смисла во создавањето на работите, тогаш одиме на патот дека кај се препуштиме на така наречените задоволства, нели? А кои се тие задоволства? Храна, алкохол, сексуални задоволства. И кога ќе се препуштиме на сето тоа во претерување, може да замислите што ќе се случи. Затоа велам, големиот ресет нема да биде таков катастрофичен настан како што повеќето од нас го замислуваат, да дојдеме до златната милиарда или до пола милиарда на начин на кој што веќе има холокауст од нуклеарни војни или слично, туку не, мислам дека само подхранувањето на негативните човечки карактеристики, како што е мрза, како што е завидливост, како што е лакомост и така натаму, ќе доведе до претерано нагласување на она што значи човечки ексцеси во тој поглед. Значи, многу јадење, ќе имаме гојазност, ќе имаме разврат, ќе имаме претерано конзумирање, дали се тоа алкохол, дроги и слични работи, и на крајот системот ќе објасни, не можеме, ќе треба да не лечат, нели, доктори машини, и кој гарантира дека програмата нема да вели одредена група на луѓе избрана, нели, на чуден начин ќе може да биде лечена со вистинските лекови, додека одредена група на луѓе едноставно ќе биде лечена со генерички лекови кои што само ќе го процесот на исчезнување ќе го прават да биде неосетлив, да биде наводно природен, спонтан и така натаму. Тие се тие мои стравови и ги сублимирав во овие 3 големи историски настани. Ова го имам напишано како текст, денови веќе ви го објавам и на блогот tatuncho.wordpress.com, за да можете да ги погледнете или додека го гледате повторно овој подкаст, за да можете да си го прочитате. А знам дека многу појасно ги восприемаат идеите кога се представени на начин на кој што се представени во пишена форма. Значи, некои луѓе едноставно го предпочитаат тој израз. Така, бидејќи текстот е напишан, гледате како брзо
поминуваат минутите, како брзо поминува видеото. Јас не би сакал да ве задржувам многу. Се извинам уште еднаш за почетокот што немаше тон и сега ќе преминам на оној дел од видеото кој што ви кажав го спремив за членовите на каналот кои што секој месец ме поддржуваат со нивниот придонес без разлика на кое ниво на членство се, значи тоа се луѓето што сакаат да бидат членови го прават тоа затоа што ти одлучиле, не затоа што јас им го имам наметнато и ова е само начин да им кажем едно благодарам за нивната работа. Благодарам што бевте тука, благодарам што го следевте овој подкаст. Пишете некој коментар и ако има некои прашања поврзани со темава, со задоволство ќе ви ги одговорам во пишана форма. Поздрав и секој добро.